учество, затоа што граѓаните се тие кои го прават форумот. Ние може да имаме и донатор, може да имаме и обезбедени средства, и општината да е како локална самоуправа спремна, меѓутоа граѓаните, односно жителите на општината се тие кои го прават форумот. Тие се тие кои одлучуваат, тие се тие кои дебатираат, тие се тие кои на крајот ќе го дадат својот глас за она што сметаат дека е приоритетно за разрешување во општината во областа на социјалната инклузија и таму да се наменат средствата кои се обезбедени од страна на Швајцарската агенција за соработка и развој и UNDP како спроведувач на проектот, што рековме дека е ова дел, овие форуми се дел од еден поголем проект кој се вика за јакнување на општинските совети, каде што покрај оваа компонента има и други компоненти кои се однесуваат на зајакнување на самите совети на општината со оглед на тоа дека советниците всушност се оние, да речем, продолжена рака на жителите на општината и треба да ги застапуваат нивните интереси. По-конкретно, значи, форумите се спроведуваат во рамки на втората компонента. Веќе кажавме дека се обезбедени 50.000 швајцарски франци, значи се спроведува во повеќе општини овој проект, во повеќе циклуси. Мислам дека ова е трет циклус, ако не се лажам мислим. Или како и да така, и општина Берово успеа да влезе нели во овој циклус кога ќе се спроведува овој проект, а форумот како форум нели подразбира да оние што учествуваат на него, односно самите жители, дојдат тука, покажат својот глас, да искажат својот интерес, дебатираме меѓу себе, што сметаме, односно вие што сметате дека е приоритетно, дека е важно, некогаш е важно се, потребите се големи, меѓутоа некогаш треба да се даде предност на нешто или нешто што во моментот е најгорливо, затоа викаме треба да граѓаните, односно учесниците на форумот ги кажат своите приоритети.